9 милиони евра од тендери за фирма основана пред една година со двајца вработени. СДСМ ја обвинува владеачката ВМРО ДПМН дека преку фирмата Digital One испумпува пари од буџетот. Од владата демантираат и тврдат дека се е според законот. Според опозицијската СДСМ, генералниот секретаријат на владата е најчест клиент на фирмата Digital One. Фирма без историја, без искуство, без портфолио, регистрирана за трговија со информатичка и комуникацијска опрема, добива речиси 9 милиони евра за само 6 месеци, или по 1,5 милион евра месечно. Основана е од извесен Кристијан Арсовски и има само двајца вработени. Од 6 државни тендери, дури 4 се со генералниот секретаријат на владата на Мицковски. Според официјално достапните податоци, фирмата со седиште во Скопски аеродром е основана кон крајот на август минатата година со минимален основачки влог од 5000 евра, а како собственик и одговорно лице се јавува Арсовски. Во периодот од 14 мај до 20 ноември годинава ги исклучува 6 тендери вредни над половина милијарда денари. Како е можно за толку кратко време фирма со двајца вработени да добие речиси 9 милиони евра? Ако ова не е класична шема за испумпување на парите на граѓаните преку фирми блиски до власта, тогаш што е? Повикуваме јавното обвинителство, финансиската полиција и ДКСК веднаш да реагираат, да отворат истрага. Од владата за Телма соопштија дека договорот на генералниот секретаријат за виртуелна платформа е тековна централизирана набавка за кој имало договор кој истекувал наредниот месец и дека овој тендер бил спроведен, исто како и претходниот пред 3 години, со разлика дека сега фирмата имала повеќе авторизации. Во однос на другите два договори за набавка на сервери и компјутери би сакале да ве известиме дека се склучени по принципот на економичност и совесно работење. Наместо владата да плаќа за хост на приватни правни лица, сега за прв пат поседува сервери на кои самостојно ги хостира владините апликации. Третиот споменат договор исто така е склучен во транспарентна постапка за набавка на компјутери за тековно и нормално работење на владата. Станува збор за 150 компјутери набавени по најниска понудена цена. СДСМ најави дека ќе соопшти уште детали за овој случај во рамките на најавеното објавување на серија коруптивни скандали на актуелната влада и премиерот Христијан Мицковски.